112 е бројот кој што треба сите да го знаеме, а да ни треба што помалку или барем да се јавуваме, да честитаме некој празник или одлично сработена интервенција на дежурните служби. Тоа е Центарот за управување со кризи. Ова утро гостин во Македонија наутро е Драге Тарчуговски, државен советник во ЦУК. Велиме добро утро, добро ни дојдовте во студиото. Добро утро на вас и на вашите гледачи. 112 е бројот на кој што сите граѓани можат да се обратат кога нешто им треба, кога се во несакана ситуација, во ситуација кога треба да побараат помош. Се злоупотребува ли некогаш линијата 112? Има и злоупотреби, но не се тие толку битни. Битно е дека граѓаните тој број треба да го знаат и да го користат секогаш кога имаат потреба од итна интервенција на итните служби, пред се на полицијата, итната медицинска помош и противпожарната бригада. А злоупотреби имало, има и грешки, така да од некаде од вчерашниот ден од 1700 повици, 1200, нешто и повеќе од 1100 кон 1200 се реални и потребни. Значи околу 400-500 се кога граѓанинот завртел, кога добива одговор дека го добил бројот зитни повици, веднаш исклучува. Тоа е се тие, да речам, повици кои што се непотребни, но се случува ли некогаш граѓаните да се јават и да ви посакаат среќен празник на редовните служби? Бидејќи сме во тој период од годината, се уште си честитаме, нели, уште ден-два до православната нова година, денеска и утре, нели? Се случува ли да се јават со пофалби за работата на Центарот за управување со кризи? На бројот 112 такво нешто не се практикува никаде. Да не им даваме идеја сега. Оние што го слушна ова, нека не се јавуваат. Не, сепак, затоа има во Центарот други броеви, каде што ги добиваме и пофалбите и критиките, сепак 112 да го оставиме на оперативците да можат да ја вршат својата работа, бидејќи 24 сати 1700 повици не се малку. Да го оставиме бројот слободен за оние на кои што навистина им е потребен за итна интервенција. Може ли Центарот за управување со кризи да се справи со повиците и со сето она на кое што треба да се одговори? Со повиците и своите надлежности на координација секако дека може на најдобар начин да се справи. А колку ќе се справи на терен, тоа зависи од службите на системот за кризен менеджмент, значи сите останати кои што имаат цели и средства за действување во одредена ситуација. Да, Македонија е во снежна обвивка, може полека да ги видиме инсертите кои што се актуелни овие 2 дена. Вчера почна да паѓа снегот, малку поинтензивно, не кој знае колку, меѓутоа берикетни е, радосни е, но може да создава и сериозни проблеми во функционирањето. Колку Центарот за управување со кризи соработува на оваа тема со институциите и како реагираат службите на? Многу ми е мило што најавивте дека е прво берикет. Берикет за земјоделието, благодет за чистиот воздух што ни го пружи овие денови, затоа што знаеме како беше до пред неколку дена во градовите. Благодет е за децата кои што се на зимски распуст, така да има многу повеќе. Па и за нас, знаете од кога немаме видено снег, одамна немаме. Многу повеќе придобивки отколку проблеми, а има и проблеми. Но сепак овој пат службите за расчистување, бидејќи проблемите се врзани најчесто за сообраќајот. Овој пат службите за расчистување на снегот се покажа релативно добро, како на државно ниво од сегментот на улици Македонија пат, односно јавното претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта, така и од страна на локалните самоуправи, од општините, кои што релативно брзо ги направија патиштата проодни во зимски услови. Сепак во зимски услови мора да се потенцира, бидејќи ние сите кои што сме возачи знаеме дека имаме обврска да поседуваме, носиме и да знаеме да ја употребиме зимската опрема. Затоа што има патни правци каде што зимската опрема е задолжителна. Например, сега патниот правец од Тетово кон Попова Шапка за лесните возила, за тешките товарни возила е забранет, а за лесните возила е задолжителна употребата. Не е само да се има во багажникот, туку треба и да биде поставена на тркалата, односно да се користи. Да знаеме како да монтираме и демонтираме. Така. Снегот е поврзан со планините, поврзан е со планинарите, со ентузијастите, се случуваат и несреќи додека се луѓето по планините, па дали добивате вакви повици? Има и такви повици, меѓутоа тие се релативно мал број. Добро е што сепак ова не беше толку интензивен снег за да има тотално одсечени делови.
Но и во такви случаеви системот има можности да испрати ситуација доколку има потреба, да испрати соодветна служба доколку има потреба за спасување од животозагрозувачки ситуации кога ќе се најдат некои луѓе. Имавме еден случај, јавноста веќе е запознаена во текот на вчерашниот ден, кога 5 малолетни лица останаа во викендичка во селото Рајчани во Кочанско и преку спасителната служба, доброволната спасителна служба од Кочани беа вратени во Кочани, во градот, кај своите родители. Тоа е еден така карактеристичен случај. Инаку снежното невреме и нисите температури имаат своји последици и на енергетскиот систем. Така да ние вчера во Скопје имавме прекин на електрична енергија на добар дел од градот, Карпош 2, 3, 4, од половина час до неколку часа. Така да и тука граѓаните се јавуваа, интервенираа, бараа до каде е што е, бидејќи снемувањето доаѓа одеднаш, а пуштањето оди дел по дел. Тоа имавме и интервенции на повеќе локации во целата држава за паднати бандери. Од снегот жиците се затегаат, некаде и жици паѓаат, а некаде и само бандерите се навалуваат и паѓаат. Така да имавме десетина случаеви во овие изминати ден и пол. Има и снегот прави, поради својата тежина, паѓаат и определени дрва, па оштетуваат паркирани возила и така натаму. Така да и такви повици има, кои што се карактеристични за овој период, како и пожарите во објекти заради сепак, би рекол, малку и недоволна превенција и недоволно чистење на оджаците во есенскиот период. Кога ќе стигне еден повик до бројот 112, како оди комуникацијата со оној кој што повикува и како оди проследувањето на повикот? Ова повеќе пати сме го елаборирале, меѓутоа повторувањето е мајка на знаењето. Така е. Значи, секој повик доаѓа до определен оператор во Центарот за управување со кризи, кој што тој повик ги собира потребните податоци за него во зависност и тоа еднаш се пополнува во еден софтвер кој што е стандард во Европската унија, значи ова е европски стандард кој што ние го имаме применето кај нас и во зависност од потребата и проценката се операторот го насочува повикот кон една или повеќе итни служби. Ако е само повик со кој што е потребно да излезе на терен само полицијата, се пренасочува кон полицијата, полицаецот го презема повикот со се податоците кои што веќе ги има внесено нашиот оператор, значи нема потреба втор пат да се прашува кој си што си, него тоа еднаш се прави и заедно со сите податоци го презема тој повик и продолжува понатаму, нашиот оператор се случува. Доколку има потреба од повеќе итни служби да пристапат кон решавање на проблемот истовремено. Во тој случај истовремено ги повикува нашиот оператор сите три служби преку систем кој што се прави за исклучително краток временски период, да не речам секунда до 2 секунди, толку што е итно, бидејќи сите три служби одеднаш се јавуваат, во конференцијска врска се, сите слушаат додека еден разговара со лицето со кое што го прави повикот и сите три служби, кога викам три служби, се мисли на полиција, итна медицинска помош и противпожарната единица, излегуваат на терен каде што има потреба за таква итна интервенција. И се тоа функционира? Се тоа функционира со стандард европски и многу пати е испитано во терен, да не речам секојдневно. Следното јавување во живо во Македонија наутро во денешната емисија во која што вие гостувате е на тема туризам. Дали во текот на годината, во текот на додека функционира бројот 112, додека функционира Центарот за управување со кризи, нели во директен контакт со граѓаните, имате повици на загубени туристи, туристи на планина, туристи кои што не можат да го најдат нели патот да се вратат. Реагирате ли на таквите Има повици? Постојано. Галичица е пример за такво работење. Таму има и посебна планинска служба за спасување на Црвениот крст. Меѓутоа, има и од навистина што се губат, а има и од недисциплина. Патниот правец од преку Галичица, од вамо доаѓа од Трпејца кон Стење од другата страна, од Конотешево, е затворен во текот на зимскиот период, меѓутоа има луѓе кои што ради авантуризам сакаат да пробаат и потоа офлеле, спасувајте не. И такви случаи сме имали повеќе пати.
Што да правиме? Ќе отиде спасителната служба од Охрид, ќе ги спаси, ќе ги донесе во градот и тоа е тоа. Колку да бидат во кондиција спасителите да не се успијат. Да. А има значи карактеристично за бројот 112 е што не е наменет само за граѓаните на Македонија, туку и за туристите и може да ги прифати повиците на повеќе јазици. Покрај редовниот што кај нас македонски и албански, можат и на англиски, можат и на германски, имаме и на француски оператори кои што говорат, затоа што лесно се пренасочува, не мора да биде физички операторот на едно место. Повикот може да биде во Гевгелија, да се пренасочи затоа што оператор на француски имаме во моментот во Охрид, од Охрид да го прифати и да ги испрати спасителните служби од Гевгелија на терен. Тоа е нешто што е малку виртуелно сега во моментот, но сепак функционира. Но многу функционално. Драги Тарчуговски, државниот советник во Центарот за управување со кризи или по планиот ЦУК, благодариме што ова утро бевте со нас, благодариме за информациите пренеси до граѓаните. На линија сме повторно, па знаеме често да побараме 112, ќе го направиме тоа повторно да видиме чисто дали функционира. Благодариме секако предходен договор. Благодариме за гостувањето. И јас ви благодарам.